Имаме континуитет на постоење како цивилизација, како писмена традиција, најмалку 77.000 години. Минатата година, кога кажав дека имаме 40.000 години, јас тоа го објавив, ова е од Нова Македонија, понеделник 16 март 2009 година, за кое што од многумина нормално добив доста пофалби, меѓутоа се нашли и такви кои драстично реагирале на овој мој напис. Само еден цитат ќе прочитам, нема да ги замарам читателите со тоа што веќе е познато. Теоријата за така наречените индоевропски јазици ќе мора да претрпи дефинитивна историска поправка, бидејќи континуитетот на македонската јазична традиција потврдува дека најстариот јазик, тоест протојазик, бил палеолитскиот, мезолитскиот и енеолитскиот македонски јазик. Так. Во тоа време зборувавме некаде за 40.000 години, за 30.000 години, за 19.000 години, за 14.000 години и така натаму, се до неолитот 7.000, 6.000 години пред наша ера, кај што имаме извонредни податоци во Синчени, во Говорле, во Сопечатите и така натаму. Целата материја отишла в свет, благодарејќи може да се прочита од лево кон десно и може да се прочита од десно кон лево. Еве, ако земеме од лево кон десно, постака, еве јас, нели, за да биде појасно, нели, овака ќе ги споредам. Ова е споениот дел на Z-та. Значи, овдека имаме Z-та и почнуваме со М, со А и така натаму, се до крај можеме да прочитаме, ако е ова цела таа лигатура на името Македонија, тогаш овдека можеме да прочитаме од десно кон лево Македонија. Значи има нешто што е многу интересно. Е и Д. Предпоставяме дека се друго може да биде, нели, погрешно. Меѓутоа, ето, Д-то и О-то, кои се наоѓаат како составен дел на именката Македонија, тогаш ова е апсолутно точно, а тоа можеме да го видиме баш кај што е дешифрирано името Македонија со старост од 77.000 години. Значи, ние како македонци треба да бидеме горди што нашето име, нашата цивилизација, нашата писмена традиција има палеолитски континуитет најмалку 77.000 години. Може да прво и на ова Амаилија, која е стара 77.000 години, ги наоѓаме истите атрибути на таа митологија, значи истите божества. Тој е богот Ил и богот Ма. Од божицата Ма. Таа ја наоѓаме во Африка, ја наоѓаме во Европа, ја наоѓаме во Азија. Врз основа на овие истражувања можеме да направиме еден заклучок дека сите во Европа или во тој така наречен индоевропски свет, Индија, Индија, поинаков Бог. Тоа би требало да е етимологијата за Индија. Значи, сите ние сме на некој си начин не само роднини, туку сме браќа и сестри и нема што да делиме, туку треба со заеднички усилби да ги вложиме сите наши напори во науката, да можеме што повеќе да дознаеме за нашите предци кои ни се заеднички и кои треба да придонесат да имаме поголем просперитет, а не да имаме војни, да имаме уништување, да имаме карање, да имаме негирање и да не кажам и полоши некои зборови, нели, кои ги носи асимилацијата или обидите, снема македонската нација, македонската цивилизација, македонскиот јазик, некој да ни забранува во 21. век ние да го користиме името. Па јас, кога би имал некоја политичка сила или нешто би бил, нели, во оваа држава, би ги прекинал веднаш сите преговори после овакви едни откритија во однос на името. Не смее името Македонија никому ниту да се пропушти, затоа што тоа е најстарото име на Европа, Зета Македонија, великата Зета Македонија, со писмена традиција најмалку од 77.000 години.